Босилово денеска со протестен марш рече не за рудник во нивната општина. И деца и возрастни се приклучија на поворката што тргна од фудбалското игралиште во Босилово и траеше до центарот на селото, каде иницијаторите одржаа говори. Протестот на младите од општина Босилово го затвори магистралниот пат Струмица Ново село што води кон границата со Република Бугарија. А луѓето маршираа повеќе од половина час низ село Босилово и за сето тоа време сообраќајот беше затворен. Протестирачите велат дека борбата против рудникот допрва ќе се засилува и омасовува. Бараат надлежните да реагираат и сериозно да ги сватат нивните пораки и барања. Македонија има 3 езера. Имаше Охридски договор. Имавме Преспански договор. Но верувајте, судбоносниот ќе биде Појранскиот договор. Тоа ќе биде договор на граѓаните, каде што ќе преземат работата во своите раце. Категорично против рудникот, да. Бидејќи, да се изразам сликовито, за мене рудникот е како да направиш полско веце во сред дневна соба. Имаме убава средина, не сакаме рудник, нема да има рудник. Затоа што самиот рудник е едно големо зло, како еколошко, така и економско. Тоа сега не се гледа, но во иднина, тоа ако се отвори тој рудник ќе го усетиме и ќе жалиме за оваа прилика сега. Затоа што не сакаме отварање на рудник, не сакаме разни болести, не сакаме ова чудо да не се случи на нас. А се плашиме за нашето здравје, за уништување на околината и сакаме да биде слушнат нашиот глас против рудниците. Гледаме дека се подмитуваат луѓе, на терен им се нудат невозможни работи, се мамат луѓе, сиромашен човек ти лесно ќе го измамеш. Гревота е да му даваш лажна надеж и да му ветуваш пари и по цена да се го уништи своето здравје и својата иднина. На протестот се приклучи и градоначалникот на Босилово, а присутни беа и други политичари. Градоначалникот е избран од народот, од граѓаните и доколку тие сакаат, значи да нема рудници во овој крај, тогаш ќе имаат мојата поддршка. Меѓутоа, знаете, за тоа одлучува централната власт. Концесионерот Euromax Resources на денешниот протест реагираше со соопштение, во кое вели дека ги поддржуваат сите активности за заштита на животната средина, но дека лажните вести и говорот на омраза не е граѓански активизам. Euromax вели дека имаат добра комуникација со повеќето граѓански здруженија, но постои мала група која ширела паушални изјави и неточни податоци на штета на компанијата.